Почитувани, добро дојдовте во новата епизода од Инженеркаст. Денеска со мене е асистент Ивона Недеска. Таа асистент по катедрата за железници и ги опаќа сите предмети по таа катедра. Ивона, добро дојдовте, чест и задоволство е што сте денеска со нас. Здраво, Ангел, и мене ми е задоволство и чест што ме поканивте. За почеток, зошто баш се активиравте во областа на железничката инфраструктура, што ве предизвика и ве привлече кон оваа струка? Сега ќе лажам ако кажам дека од секогаш сум знаела дека ќе се бавам со железници, не е така. Едноставно кога дојде време да се избира факултет, дилемата беше архитектонски или градежен, нели како секој кој што завршува на градежен, таа е дилемата дали ќе одам на архитектонски, дали на градежен, и гледам дека се уште младите луѓе не ја знаат разликата помеѓу архитект и градежен инженер. Веќе, кога сватив која е разликата помеѓу едната и другата струка, несомнено беше дека градежен факултет е правиот избор за мене. Сега кога веќе го направив тој избор дека градежен факултет е изборот, следуваше уште еден подизбор тука, нели сите оние модули кои што ги имаме на нашиот факултет, конструктивна насока, патишта и железници и хидротехничка насока. Тука веќе немав дилеми, веднаш знаев дека ќе одам на катедрата на смерот за патишта и железници, затоа што реално од секоја железниците ми биле некој систем кој што ме фасцинира. Секогаш кога сум патувала по европските земји, од секогаш ме фасцинирал железничкиот систем, како функционира точноста на возовите, како се одвива целиот тој железнички сообраќај. Така да накратко ете таа приказна со која што на крај завршив на катедрата за железници. И сега за вас, што ја прави железницата уникатна за разлика од патната инфраструктура? Значи несомнено е дека и патната и железничката инфраструктура се потребни за развојот на една земја. Меѓутоа, со оглед на тоа што и самото загадување е веќе секаде во речиси сите земји е енормно и значително зголемено над дозволеното, мораме да нагласиме дека железницата е така наречено зелено или еколошко транспортно средство, загадува значително помалку од автомобилите, автобусите, камионите. Второ, пренесува поголем број на патници. Тоа дефинитивно имаме поголем комфор. Воопшто не треба да се замараме да седнеме во кола, да возиме, да мислиме како ќе стигнеме. Понатаму, голема е разликата еве ние како градежни инженери кога гледаме во однос на проектирање и во однос на изградба. Да, можеме да кажеме дека принципите на влечење на траса се слични, меѓутоа постојат големи ограничувања во самата траса и во самите гранични елементи кои што треба да ги усвоиме. Прво затоа што возот се движи по колосек. Нема можност како автомобилите возачот да сврти за да избегне одредена пречка или нагло да закочи за да избегне одредена пречка, возот ја нема таа можност. Така да затоа железницата и не прави компромиси во однос на тој поглед и мораме да сме точни буквално до 1 милиметар. Не трпи никаква импровизација и мораме да бидеме секогаш внимателни. Понекогаш лошиот избор на хоризонтален радиус, лошиот избор на надолжен наклон може да доведат до разни проблеми понатаму во експлоатација. Прво да не може да се постигне онаа проектирана брзина која што сме предвиделе. Потоа возот да троши значително поголема енергија во однос на она што сме го пресметале. Така. И така натаму. Да влеземе во техничкиот дел. Проектирањето и одржувањето на железници започнува од разбирливи основи и почнуваме од горниот строј. Горниот строј има неколку елементи кои ја дефинираат и брзината, меѓутоа и носивоста на возовите. Кои се тие? Значи основни елементи, претпоставам сите сме се движеле покрај некоја железничка пруга, сме ги забележале, не мора да сме градежни инженери за да ги знаеме, тоа се шините, праговите и засторната призма, кои што се поставуваат врз долниот строј, тој ни представува основа, нели, за понатаму да можеме да го поставиме горниот строј. Тие се многу важен елемент. Самото димензионирање на горниот строј се прави врз основа на експлоатационите услови кои што се предвидени, односно врз основа на сообраќајното, кое што се предвидува дека ќе се движи по самата пруга.
возовите кои што поминуваат имаат директен контакт со шините. Значи шините се оние кои што го примаат првиот удар, односно оние динамички оптоварувања кои што се пренесуваат од тркалото на возот на самата шина. Тие примаат најголем дел од товарите, за потоа дел од овие товари да пренесат на следниот елемент кој што доаѓа во горниот строј на пругата, а тоа се праговите. Потоа праговите пренесуваат дел од товарот на засторната призма и тука не завршува се, затоа што дел од товарот се пренесува и на долниот строј. И со ова сваќаме колку всушност овој систем е сложен и поврзан помеѓу себе, не е дека само шината превзема динамички оптоварувања, туку одиме се долу до долниот строј. Затоа морам да нагласам дека е многу важно прво долниот строј да биде добро поставен, да имаме стабилен долен строј кој што нема да се деформира после поминат еден воз. Потоа мораме соодветно да ги димензионираме сите овие три елементи на горниот строј: шини, прагови, засторна призма. И тука заборавив да го напоменам уште за цврстниот прибор со кој што се поврзуваат шините и праговите, за да имаме нели стабилен колосек по кој што ќе може да се движи воз со соодветната предвидена проектна брзина. Ја спомнавте брзината и сега кога би гледале проектантски, што значи компромис помеѓу брзината и теренот? Како би ја дефинирале брзината според теренот? Вака, брзината зависи од оние гранични елементи кои што ќе ги усвоиме како минимални или како максимални. Што мислам тука? Тука мислам минимален хоризонтален радиус кој што ќе го усвоиме и максимален надолжен наклон. Значи брзината не зависи од овие услови, од искривеноста на трасата во хоризонталното решение и од максималните надолжни наклони во вертикалното решение. Сега некогаш теренските услови се такви да не ни дозволуваат развивање на големи брзини. Реално имаме такви услови и на нашите железници, по-конкретно и да кажеме во Вардарската долина, каде што теренот е прилично тежок, или во Клисурите, каде што еве и на самиот коридор 10 имаме минимални радиуси, дури и помали од минималните. Минималниот радиус е 300 метри. Во делот околу железничката станица Рајко-Жензивка, кога не се лажам, имаме хоризонтален радиус од 275 метри. И затоа таму имаме и помали брзини на возење, нели, и покрај тоа што нели колосекот е во лоша состојба и да е во добра состојба, таму не сме во можност да развиеме брзина од 100 км на час. Исто така во планински делови, доколку имаме надолжен наклон кој што е од 25 промили, тоа е максималниот надолжен наклон кој што е дозволен при проектирање на железници. Во тој случај нормално дека на тој дел од трасата не можеме да очекуваме развивање на поголеми брзини. Така да оној компромис кој што ти сега го спомена, тоа е всушност компромис на она што теренските услови реално го дозволуваат, не е и некој компромис. Се водиме според она што го имаме и се прилагодуваме на теренските услови, а сепак некако да се вклопиме во оние минимални бари. Она што го знам е тоа дека работите моментално на докторат за одржување на железници и би ве прашал дали во докторатот имате, го разработувате сигурно, дали имате вклучено дел за одржување на македонските железници или се води по европски стандарди? Вака, во докторатот не ми е многу жал, меѓутоа немам податоци за македонските железници, затоа што не успеавме да собереме доволно голема база на податоци. Жалосно е тоа што македонски железници инфраструктура не поседува некоја систематска база на податоци, туку сите податоци и во однос на одржување и во однос на состојбата на железничкиот колосек се некако несистематски, ајде така да кажам, адхок систематизирани. Така да беше многу тешко и да се најдат тие податоци и да се приберат, мислам дека и не беа доволно точни за понатаму да се влезе во некоја било каква анализа со нив.
Понатаму не е направена проспекција на состојбата на трасата соодветно онака како што налагаат европските стандарди. Значи, одржувањето е многу деликатна тема. Поентата не е само да ја изградиме пругата, а потоа да ја оставиме и воопшто да не се одржува. Откако една пруга ќе се изгради, мора постојано да се прави проспекција на нејзината состојба и соодветно на таа нејзина проспекција да се преземаат активности со одржување доколку има потреба, доколку нема, нели одиме понатаму, следиме после неколку месеци, година и така натаму повторно. Она што е предвидено со Законот за железници е дека ова мерење на геометриската состојба на колосекот треба да се прави 2 пати во годината, односно на 6 месеци, еднаш на пролет и еднаш на есен. Не е препорачливо ова да се прави во зимски услови кога имаме минусни температури и не е препорачливо да се прави во лето кога имаме многу високи температури затоа што се јавуваат напрегања во шините и така натаму. Работата кај нас е што овие мерења не се прават ниту еднаш годишно, ниту 2 пати ниту еднаш на 2 години, ниту еднаш на 3 години. Нема некако некој систем според кој што би се правело овие мерења кај нас и тоа е голем проблем. Според вас сега, каков систем треба ние како држава да воведеме за да започне проценката за одржувањето на македонски железници? Што треба да се направи, каква проценка треба да се направи за да знаеме што дефинирано треба да се одржува, на колку години, од кои елементи се состои тоа? Вака, работата е што постојат 2 вида на одржување, корективно и превентивно. Кај нас на железниците се прави исклучиво корективно одржување. Што значи ова корективно одржување? Тоа значи дека реагираме и поправаме нешто на трасата дури откако ќе ни се јави голем проблем. Дури откако ќе видиме дека на трасата можеме да возиме со максимални 20 км/ч. Имаше случај, мислам дека беше 2023 година, кога возот застана на станицата Рајко Жензив во Велес и веќе натаму не можеше да го продолжи патувањето, имаше некој проблем со горниот строј, дали беа скршени прагови или што беше, не можам да се сетам. Меѓутоа на патниците им беше речено да се симнат и да го продолжат патувањето до Велес по прагови. И ова не е еден изолиран случај, тоа се случува редовно. Сега, зошто се случува ова? Затоа што не се прави проспекција на терен. Не се гледа какви дефекти се јавуваат во колосекот. Туку се реагира ето откако ќе се случи ваков голем пропуст. Она што треба да го правиме е редовна проспекција на теренот. И тоа не зборувам за проспекција на теренот визуелно со око. Туку таа проспекција се прави со специјални мерни коли, кои што го детектираат секој дефект кој што се јавува на геометријата на колосекот, во однос на ширина на колосек, во однос на надолжен наклон, хоризонтална геометрија, витоперење, надвишување. Значи, тука спаѓаат сите и јавење. Заборавив да го кажам јавење. Тука спаѓаат сите дефекти кои што можат да направат проблем. Излетување на возот од шините, намалување на брзината. И токму овие мерења се тие кои што според законот треба да се прават 2 пати годишно. Сега реално ние немаме сообраќај толку интензивен за да ги правиме 2 пати годишно, меѓутоа можеме тоа да го прилагодиме. Можеме да ги правиме еднаш годишно или еднаш на 2 години. Доколку го правиме ова, ние во секој момент ќе знаеме каде може во иднина да ни се појави проблем на трасата и можеме да реагираме пред тоа да резултира со излетување на возот од шините, со губење на човечки животи и слично. И сега, како можеме да ги дефинираме при одржување? Не да се дефинираат и најчестите дефекти? Од вашето искуство, кои се досегашни најчести дефекти во железницата од горен строј или од долен строј? Најчести дефекти е промена во ширината на колосекот. Знаеме дека колосекот има нормална ширина од 1500 мм. Доколку имаме зголемување на таа ширина, тоа е многу опасно и може да дојде до излетување на возот од шините. Доколку имаме намалување на таа ширина, површината на тркалото не може соодветно
да налегне на шината, имаме повторно небезбедно возење. Понатаму исто голем проблем е надвишувањето. Доколку надвишувањето не е решено соодветно во самите кривини, кога возот поминува, исто така може да се случи да излета од шините. Мораме да внимаваме на сите овие проблеми, за да не дојде до некоја катастрофална несреќа. Според некои податоци што ги видов, во 2024 година, мислам дека само 18% од целиот буџет кој што бил предвиден за одржување на железниците е само искористен за одржување. Значи само 18% и тоа е многу малку. И што резултира На сегашното состојба. кои се резултатите? Резултатите се дека брзината просечна на еден патнички воз кој што се движи изнесува околу 55 км на час, а на товарните возови е уште помала, 38 км на час просечна брзина на движење. Че тоа е убедливо најниска брзина на возење во регионот. После критиките ќе се осврнам на друг предмет на кој го држите вие како вежби, да кажам, или предавате вежби по предметот компјутерско проектирање. Со професорот Златко напоменавме неколку алатки, меѓутоа не ги напоменавме алатките на кои што јас сум работел и што се разликуваат од тоа што во проектирање железниците, да кажам, сме ги работеле рачно програмите и сни цртале изохипси и сите тие работи и кривини, сни повлекувале линии и траси и стварно било предизвик сето тоа рачно да се изведе, како на пример пред можеби 30 повеќе од 30 години се работело така. Сега модернизацијата на малце повисоко ниво, кои алатки сега ги користиме, платеа мислам дека и Civil 3D. Прво да се надоврзам во однос на тоа рачно цртање. Според мене, дефинитивно студентите прво треба да го поминат тој праг, да видат како сето тоа се поминува рачно, како се усвојуваат хоризонтални кривини, како се усвојуваат надолжни наклони, како се црта нулта линија на карта со изохипси. Значи, дефинитивно тоа е првиот чекор кој што треба да го поминат и да, во проектирање железници и треба да биде рачно, за да се запознаат со основите, а понатаму веќе кога доаѓаат на втор циклус на студии, тука веќе работиме софтвери. Тоа се софтверите кои што се користат и во градежните фирми за проектирање. Така да гледаме на некој начин да ги спремиме колку толку, да бидат спремни кога ќе излезат да знаат софтвер. Многу од студентите се решаваат овие софтвери да ги научат и сами во склоп на нивната дипломска работа. Тоа се 3 софтвери кои што генерално ги користиме, Civil 3D на база на Autodesk. Можеме да го користиме и за проектирање на патишта и за проектирање на железници, значи тој е универзален. А понатаму ги користиме софтверите на CGS, тоа се Platea и Ferrovia. Platea е специјализиран за патишта, Ferrovia е специјализиран за железници. На овој предмет им даваме на студентите да работат целосен проект, буквално од внесување дигитални точки, креирање на дигитален модел на терен, за да видат како се добиваат тие изохипси, кои што на прв циклус ги добиваат како карта и на неа понатаму влечат нулта линија и траса. Понатаму одиме со изработка на хоризонтално решение, со правци кривини. После тоа креираме надолжен профил, попречни профили и на крај пресметуваат количини. Во предметот донастроена сообраќајници, овие количини ги пресметуваат рачно, па сега имаат можност да видат кои функции ги има софтверот и колку брзо можат да ги добијат сега тие количини, што да речеме ги пресметувале цела недела, сега можат да ги добијат во рок од половина час и нив тоа има буквално фасцинантно колку брзо оди самиот процес на проектирање користејќи ги сите овие алатки. Јас се сеќавам бидејќи Сега скоро беше. Скоро беше, имав вертикален наклон, мислам дека повеќе од дозволеното. Не се сеќавам точно колку беше, нели баш дефиниравме со вас дали да ја променувам цела траса, дали да нели
да стигнам да го намалам наклонот за да биде реализиран проектот вистински, бидејќи стварно Така. на вистински од Добро е што го спомна тоа, затоа што ја да кажам магијата нели на софтверите всушност е во тоа што даваат предупредувања, тие се поврзани со стандардите во кои што работиме, ги имаат границите на минимален хоризонтален радиус, максимален надолжен наклон, така да ако ги надминеме, веднаш даваат едно предупредување дека не сме во оние граници според кои што треба да бидеме. И тоа е многу важно. Посебно кога сте почетник, кога ќе видите тој жолт триаголник, триаголник, така, да, извини. одма знаете дека сте направиле некоја грешка, треба да проверите каде е таа грешка. Да, и многу е фасцинантно што, например, мислам дека ние можевме да поставиме на секој 50 метри да се гледа профилот, дали е во ископ, дали е во насип, дали е во засек, нели? И сега кога го дефинираме, кои ги дефинираме нели сите тие работи, го завршуваме, јас се сеќавам програмот проектирање железници и писам неки патишта, на крајот ги донесуваме нели програмите кај вас на проверка на контрола и верувам дека на секој студент му се десило да заборави технички извештај. Мислам дека нема студент што тоа, па се сеќавам дека го правевме рачно и самото тоа, самиот предмет, мене сметам дека со самиот програм што сум го направил дома, сметам дека и тоа е реалистички проект за изведување. Така тоа што го работите и на проектирање железници, и на проектирање патишта, и понатаму во втор циклус на компјутерско проектирање, дефинитивно се реални проекти кои што би ги работеле во некоја проектантска фирма. Затоа што започнуваме од почетокот, од креирање терен, од читање изохипси, од повлекување траса, од дефинирање вертикално решение, од пресметка на количини. Понатаму во толен строј студентите дури изработуваат предмери пресметка на работите, што реално е еден од најважните делови во самиот проект кој што се изработува. Затоа и ви даваме на секој програм да се изработува технички извештај. Во техничкиот извештај вие всушност пишувате се што сте сработиле, го раскажувате во тој технички извештај, за која траса станува збор, како е влечена трасата, кои елементи на горен строј се усвоени, каков е долниот строј, какви се попречните пресеци во однос на количините. Така да се тоа е опфатено и да, во превоси голем дел од студентите некако го занемаруваат токму овој технички извештај, затоа што сметаат дека е можеби неважен во основа на она што го нацртале и изработиле како графички дел, меѓутоа секој проект се состои од текстуален и од графички дел. Секогаш инвеститорот задолжително го чита техничкиот извештај за да види што вие сте сработиле, а дури потоа оди да ги погледне графичките прилози. Секогаш го гледа предмерот, реално за инвеститорите секогаш предмерот и финансиите се најважни, па дури потоа го гледаат графичкиот дел кој што е изработен. Езе малце на темата од моделирање, бидејќи напоменавме дека треба да се одржува нашата железница. Кои делници се според вас во моментов најкритични за моделирање на македонската железница? Според мене дефинитивно потребен е целосен ремонт на коридор 10. Го имаме коридор 10, ја имаме таа стратешка поставеност на државата, поврзани сме со Европа и со пристаништето во Солун, а ние тоа не го користиме. Така да, според мене, дури и пред да се прави брза пруга, приоритет треба да биде целосен ремонт на коридор 10 и доведување до на проектирана брзина од максимум 100 км на час. Има дел кај што е издимензиониран за 100 км, имаше ремонт неготино Неготино Ногаевци. Ногаевци. Да. Меѓутоа, оној останатиот дел дефинитивно мора да се модернизира, мора да се направи ремонт и да се доведе според европските стандарди. И верувам дека тоа ќе се направи, а кога тоа ќе се направи, мораме да се осврнеме и на одржувањето и да го одржуваме онака како што е предвидено. Да не чекаме да се случи проблем, туку да реагираме пред проблемот воопшто и да се појави. Какви грешки, ние како млади инженери
ги правиме најчесто при изведба и при проектирање. Пак, сите сме биле некогаш млади инженери, сите сме млади, да. грешки, да. На грешките и се учи. Секој што работи, греши, оној што не работи, нели, не може ни да сгреши, тоа е јасно. Сакам секогаш да нагласам дека колку и да грешат младите инженери, секогаш треба да им се даде шанса, бидејќи тоа е начинот на кој што се учи. Сигурно во самото проектирање знаат да направат грешка при влечење на трасата. Верувам дека прават грешки понатаму во предмерот и пресметка, затоа што тоа е навистина чувствителна работа и треба повторно да ги познаваат сите оние позиции кои што се потребни и кои што треба да ги стават во предмерот. Јас од моето искуство имам видено дека многу често во предмет пресметката знаат да заборават одредена позиција, не е тоа страшно е во однос на инвеститорот да се заборави одредена позиција, но тие со тек на време ќе го научат тоа и нема повеќе да ја прават истата грешка. Многу често мислам дека техничкиот извештај треба да биде премногу краток и општ, меѓутоа во техничкиот извештај мораме да бидеме многу детални и да опишеме се точно онака како што сме го сработиле. Буквално се што сме цртале мораме детално, текстуално да го објасниме. Кои се најважни принципи за проектирање на железничка инфраструктура? При проектирање на железничката инфраструктура, јасно е дека секогаш треба да се водиме според стандардите кои што ги пропишува УИЦ, според стандардите кои што се применуваат во Европската унија и законите кои што важат. И исто многу е важно железницата секогаш да ја поврземе со други транспортни средства. Никогаш не е добро ако железницата остане како само транспортно средство, бидејќи ниту патниците, ниту робата не може да стигне онаму каде што треба. Секогаш мораме да ја имаме она интермодалност, да биде поврзана со автопат, експресен пат, магистрален, каков и да е, до железничките станици да имаме соодветни пристапни патишта, да имаме дури и велосипедски патеки, ако истото е возможно, за да можат, нели, патниците да стигнат онаму каде што треба. Истото тоа треба да се земе во предвид и сега при реализација на проектот за градски воз кој што се планира, нели, како обиколка на самиот град Скопје, тоа е навистина добар проект, многу ќе го растерети автобускиот превоз, а во односи на загадувањето кое што го имаме, дефинитивно е едно зелено решение, така да кажеме, меѓутоа мора да биде поврзано со други видови на транспорт. Сега зборуваме за железницата, често гледаме слики на социјалните мрежи за патните премини дека не се функционални и тоа малтене е дел и на електрификација на пругата, претежно, меѓутоа, што мислите вие, дали треба при проектирање, нели, на една железничка траса да се направат и соодветни патни премини, каде што, нели, ќе има помал сообраќај на возила, некаде што е фреквентно улица, каде што би направил голем застој во сообраќајот. Вака, некогаш патните премини навистина се неизбежни при трасирање на линијата, меѓутоа мора да се изведат соодветно и да бидат соодветно обележани. Лошо е кога немаме соодветни ознаки и возачите не се свесни дека следува премин со пруга или многу често и го игнорираат тоа. Свесни сме дека и на пругите кај нас многу често граѓаните имаат направено и така наречени диви премини, кои што се многу небезбедни. Праксата треба да биде соодветно означување неколку метри пред самиот патен премин, онака како што налагаат правилниците, и да се подигне свеста кај самите граѓани и кај самите возачи. Дали тоа ќе биде преку одредена кампања која ќе ја спроведе Македонски железници транспорт, дали преку некоја кампања која што ќе направи Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Дефинитивно клучно е да се подигне свеста кај самите возачи дека мораат да бидат внимателни кога поминуваат покрај ваков премин со железница, затоа што железницата нема можност толку брзо, возот нема можност толку брзо да закочи или да направи било каков маневар за да избегне несреќа. Сега кажавме дека е скапа
инвестиција железницата, како би ја направиле целокупната процена на еден проект во железницата? Колку елементи треба да се состои тој проект и како би се искалкулирало сето тоа? Значи, железницата е навистина сложен систем, не се состои само од колосекот, тука мораме да ги земеме во предвид сигурно-сигурносните уреди, сите пропратни објекти кои што доаѓаат како железнички станици, перони, потоа доаѓа самата траса, нели долниот строј, горниот строј, комуникација и така натаму. За ова се прави детално предмер и пресметка на работите. Понатаму, доколку постојат повеќе варијантни решенија, нели се прави споредба врз основа на овие варијантни решенија и се избира најоптимално решение. Овие анализи не вклучуваат само финансиска пресметка, туку мора да се земе во предвид влијание през животната средина, должина на трасата, време на патување, капацитет кој што го има и така натаму, и врз основа на сите овие влијателни фактори понатаму се избира најоптимално решение кое што би одало во понатамушна фаза на разработка. Кои знаења ќе бидат најбарани следниве 10 години? Во општо и во инженерството, не мора да е само во железницата, општо во градежништвото. Јас верувам дека ќе бидат барани сите струки кои што произлегуваат од градежен факултет, но морам да нагласам дека навистина има недостиг на градежни инженери кои што би се бавеле со железница. Свесни сме и сите гледаме дека во периодот кој што следи навистина има најави за проекти, сериозни проекти во нашата земја, кои што бараат градежни инженери специјализирани на железница, а ние ќе немаме кого да понудиме. И би било жалосно за тие проекти да се ангажираат странски фирми или странски консултанти. Ние сме сведоци дека сме имале студенти кои што директно од факултет отишле да работат во една од неколку се тие фирми кои што се бават со железници, меѓутоа веднаш после дипломирањето отишле да работат и останале таму. Затоа што тоа е навистина динамична работа и кога еднаш ќе се пронајдат, веќе не сакаат да одат да работат по нешто друго. Така да ги охрабрувам, навистина има најави за работа во оваа сфера, навистина е динамична работа, но не треба да се плашат од тоа. Што веќе и студентите дошле на градежен факултет, претпоставам дека се свесни дека дел од работното време ќе го поменуваат на градилиште. Па добро, сега, може и на градилиште, може некој ќе се фокусира нели на проектирање. Значи, работат проектирање, во проектирањето е неизбежно да се излезе на терен. Добар проектант не може да ја заврши работата ако не излезе на терен. Градежни инженери сме, така да независно дали работиме проектирање, надзор или изведба, теренот е неминовна работа која што мораме да ја имаме во нашата работа. Кога ќе кажеме градежен инженер, секогаш асоцира на машки род и јас сум стварно фасциниран кога ќе видам жена градежен инженер, искрено, и жена што оди на терен, што оди на објекти, што го сака градежништвото. Како се носите вие со таа титула? Еве, работите и на докторски труд, како се носите со таа титула, бидејќи и теренот, нели, на терен имаме работници кои што се стрикно мажи, кои што работат по тешката работа. Како се носите со таа титула и какво задоволство е жена да биде инженер што, ете, се снаоѓа во градежниот систем? Така, јас секогаш велам дека многу ми е драго што ја одбрав оваа професија и во ниту еден момент не сум зажалила што сум тргнала по таа насока. Дури и пред да ставам асистент на градежен факултет, јас имав искуство во приватна фирма за проектирање патишта и таму доста често одев на терен кога требаше да се снима трасата, да се направи проспекција. Немав некои проблеми со останатите колеги, меѓутоа секогаш гледав дека некако малку заштитнички се поставуваат, ако не сакаш не мора да доаѓаш на терен или ќе отидеме на терен во некој непристапен терен на планина. И често знаеле да ми кажат остави ти, ние ќе видиме, ние ќе сликаме. Не било тоа некоја јасна дискриминација, мислам дека во денешно време и нема таква дискриминација. Но било како благо заштитнички однос
без мене, меѓутоа понатаму кога навистина оставив печаток дека сепак знам да се грижам за себе, не беше ни толку воочливо тоа. А исто така многу ме радува фактот што еве гледам дека и се повеќе девојчиња се запишуваат на градежниот факултет. Последниве години дури имаме повеќе женски студенти отколку машки, така да не значи дека градежништвото веќе е машка професија, туку сме некако изедначени веќе. Да, бидејќи познавам стварно колешки што работат и на изведба. Така, буквално на единствено терен. е важно да си ја сакаме работата, да не се плашиме да излеземе на терен, нема ништо страшно на терен, туку само она што го читаме, го гледаме, ќе ни стане многу појасно кога ќе го видиме во живо. Реалната слика сепак се гледа на Така. на објект, бидејќи Така е. јас на факултет додека студирав, стварно и претходно имав можности да учествувам во некои проекти, да и во изведба и во останати дејности. И кога излегов од факултет, кога дојдов да бидам градежен инженер во една фирма која ми состави одговорноста на работници, одговорноста на машини, динамика на работа и сите останати работи, се снајдов многу добро бидејќи бев некако подготвен за тоа што ме очекува. Знаев дека треба да изменаџирам со, например, 10-20 работници на еден објект, треба да ја испланирам целата работа и да се заврши за одреден период. И сега, например, кога ние би ставиле на динамика на нашата железница за реализација на сите проекти, одржување, односно ремонт, да го наречам, на цел коридор 10, изградба на коридор 8, според вас колку време тоа би трагало? Кога би требало да се заврши? Со оглед на тоа што има прилично многу работа, коридор 8 не е само линијата до Бугарија, туку треба да се продолжи од Кичево до Лин. Така, нели, тоа е целиот коридор 8 кој што го имаме. Понатаму, нели, се предвидува ремонт на коридор 10. Дел е направен од Неготиното до Гаевци. Меѓутоа, прилично многу работа. Нема доволно фирми кои што се бават таа дејност. И верувам дека ќе требаат сигурно некои десетина години за да се заврши сето. Сето тоа. Бидејќи, нели, проектите за коридор 8 до Бугарија се готови, за Кичево Лин мислам За дека има. Кичево Лин има постоечки проект, Постоечки. меѓутоа заради автопатот Кичево Охрид, на кој што имаше оборување на косини заради нивно обрушување, делот тие косини веќе навлегуваат во железницата, па тој проект ќе мора детално да се разгледа, да се види таа колизија со автопатот Кичево Охрид и претпоставувам дека дел од тој проект ќе мора да се препроектира на ново, па дури потоа да се изведува. И сега, кога зборуваме за проектирање, зборувавме претходно за 1 километар пруга да се изгради, можеби ќе има во тој километар 3-4 објекти, мостови и тунели. Колку време би требало да трае проектирањето на еден проектант за да ја заврши таа работа? Просечно. Вака, проектирањето мислам дека не би требало да одземе толку многу време, постапката е таа, стандардите и граничните елементи ги знаеме. И сега најголемо време секако е дека ќе одземе изведбата и реализацијата на тие проекти за изградба на 1 километар пруга во Европа е проценето дека е потребна инвестиција од околу 4 до 8 милиони евра. Зборуваме за 1 километар пруга. Тоа е само горен строј или вклучително и 4 до 8 милиони евра, вклучително горен строј, долен строј, сигурносна опрема, комуникации. И за крај последно прашање, кои иновации ги очекуваме во железничкото одржување за следните 5 до 10 години? Вака се повеќе актуелно е примената на дигитални близнаци и машинско учење. Значи, буквално има примена секаде, па дури и во одржувањето на железниците се применува за креирање на модели за деградација, односно предиктивни модели на деградација. Тоа е така наречено одржување врз основа на услови или condition-based одржување.
Станува збор за анализи кои што се прават врз основа на реални податоци кои што се добиени од терен, реални експлоатациони услови, реални климатски услови, геотехнички услови, се земаат во предвид сите фактори кои што влијаат на деградацијата на колосекот и истите се вметнуваат во еден модел кој што понатаму го предвидува деградирањето на колосекот за некоја идна година. И ова ни овозможува ние да видиме како колосекот ќе се однесува, кои се предвидени образци на деградација и врз основа на тоа можеме да реагираме соодветно пред воопшто да се случи било каков проблем на трасата, било какво оштетување. Значи, целта е да се спречи пред воопшто да дојде до некој поголем, сериозен проблем. Ви благодарам за денешниот разговор, ви благодарам за денешното за поканата. присуство. Почитувани, ова беше Инженер Каст. Останете со нас, приклучете се и открите ја моќта на знаењето.